Добре дојдовте во темата на неделата на Радио Слободна Европа. Овој пат на тема новиот пристап на Европската Унија во борбата против радикализмот и што прави Македонија на овој план. Европската Унија деновиве едногласно ја истакна итноста од развивање механизам за соработка во борбата против радикализмот и тероризмот во светот. Брисел работи и со земјите од Западен Балкан и Турција, а во овие активности биле вклучени експерти на Унијата, кои одржувале редовни состаноци за овој се поголем проблем. Шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини изјави дека Унијата работи и соработува со клучни партнери, особено во места во светот каде што овие феномени имаат, како што оцени, сериозни димензии. In the Balkans, in Turkey, in the Middle East, in North Africa, but also in some areas of Africa and Southeast Asia. So we've developed a network of counterterrorism experts that are deployed there from the European Union, a series of counterterrorism dialogues with the authorities of these countries to exchange practices and also to learn from some of them how to address the prevention of radicalization of youth. Во овие области, како што рече Могерини, европејците можат и да научат нешто. Во Брисел прецизираат дека станува збор за проекти кои се фокусирани главно врз превенција со многу активности за младите. Иако екстремистичките групи, како Исламската држава, доживеа некои неуспеси по серијата заеднички акции на некои земји, се уште постои можност незината идеологија да продолжи да се шири натаму. Шефот на естонската дипломатија Свен Миксер вели: It's not a question of whether we should fight terrorists, terrorist organizations in the places where they find safe havens with weapons in hands, or we should fight radicalization on the ideological battlefronts. We will have to do both. And we are doing both. Во тоа најважно според експертите е интегрирањето на сите граѓани, односно да имаат чувство дека и припаѓаат на иста заедница. Даглас Смит, поранешен помошник американски секретар за национална безбедност, вели: The challenge is really trying to get all of society to feel a part of it. Британија, Шпанија, Германија и Финска беа некои од последните цели на исламските милитанти кои изведоа напади врз невини луѓе, главно со возила. Токму ваквите напади, според експертите, скоро е невозможно да бидат спречени. Македонија не е имуна на ризиците од насилен екстремизам и тероризам и затоа треба да се действува превентивно, велат експертите. Се проценува дека околу 200 луѓе од Македонија учествувале во војната во Сирија, а околу 70 од нив се вратиле дома. Тие се потенцијална опасност поради можноста од ширење на терористичка идеологија. Безбедностната состојба во Македонија е стабилна. Нема организиран радикален исламизам. Но може да се појават радикални поединци кои, злоупотребувајќи ја верата, може да направат проблеми, велат безбедностните аналитичари. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски смета дека земјава не е имуна од ризиците од насилен екстремизам и радикализација. Објективно гледано, Македонија во континуитет е изложена на асиметрични закани кои произлегуваат од зачестеното манифестирање на етничката нетрпеливост, верска нетолеранција и екстремизам, кои пак создаваат погодно тло за радикализација која може да доведе до тероризм. Тој додава дека институциите сега подготвуваат стратегија за справување со насилен екстремизам и радикализација кои водат кон тероризам. Аналитичарите пак објаснуваат дека радикализмот, организираниот криминал и глобалниот тероризам одат заедно под рака, односно се надополнуваат. Да бидеме потполно прецизни, Република Македонија не е целта или основната цел, примарна цел на овие појави, туку тоа е пред се Западна Европа, но разни радикали, групации, организирани или поединци можат да направат сериозни проблеми на безбедносен план. Нема јаче бите! Еј, Јошко! Ајде, ајде! Внимавај, как што идат, внимавај! Само во изминативе 3 години во земјава се приведени десетици млади мажи кои се поврзуваат со тероризам.
Дел од нив се во очекување на судска разврска за предметот диво населје, каде што во речиси дводневна пресметка пред 2 години загинаа 8 полицајци и 14 вооружени напаѓачи. Дел од нив се осудени и во предметите Келија 1 и 2, како повратници од боиштата во Сирија. Односно, тие се осудени за врбување и финансирање исламистички терористи, но и за учество во странски воени действија. Проценките се дека околу 200 македонски државјани досега учествувале во борбите во Сирија, од кои околу 70 минатата година се вратиле во земјава. Поред оние информации со кои јас располагам, органите на безбедноста и јавниот ред будно ги следат движењата и сето она што се случува околу нивниот повраток, така да не мислам дека тие може да бидат сериозен проблем во овој актуелен или во идниот период, но во секоја смисла треба превентивно да се делува, затоа што, повторувам, тие се враќаат назад со веќе попримена една идеологија која ги учи на радикализам, на преземање на мерки и активности на планот на тероризмот, а тоа е многу сериозен проблем. Во извештајот на Стейт Департментот за борба против тероризмот во Македонија е наведено дека минатата година земја преземала 3 значајни антитерористички акции, од кои едната била во координација со властите во Албанија и во Косово, во која се уапсени 23 луѓе во трите земји. Тоа беше се во оваа емисија, која беше посветена на новиот пристап на Европската Унија во борбата против тероризмот и превентивните мерки што се превземаат во Македонија на овој план. Нашите содржини можете да ги следите и на YouTube, како и на социјалните мрежи. До гледање!